Значи годинава ја започнувам на една од најважните локации, барем според мене, општо генерално на островот, а почнува од тука, бидејќи другите позиции се веќе готови. Малта се подготвува како влада, го даде предлогот, се усвои, покрај тоа што веќе долго време го имаме бесплатен јавниот превоз за сите кои што живееме на островот, да биде и јавен бродски транспорт за да се олесни сообраќајот кој што е пренатрупан на островот. Знаете дека сме број 1 во светот со број на регистрирани возила по глава на жител. Колку жители, толку регистрирани возила секој ден на улица. Сега, да се растерети јавниот транспорт беше бесплатен, но ништо големо не се постигна. Сега е новото, што го имам најавено еднаш, да се формира бесплатен јавен бродски транспорт за сите жители на островот. А за тоа треба да има пристаништа. Еве како ќе изгледа, на пример, пристаништо во Буџиба и ќе си тргнеме. Буџиба, Аура, Сент Пол Беј. Си дојде, сакаш да идеш во Слема? Качи се на бродчето тука, бесплатно, си ми се во Валета. Сакаш да идеш во Слема? Си ми се во Слема. Сакаш да идеш во Маршашлок? Оди во Маршашлок. Секаде да биде со оние картичките што ги имаме сега како жители на островот за бесплатен јавен превоз, да биде и бесплатен бродскиот превоз. Фантастично. И за почеток на 2024 се надам дека некаде до средина тоа ќе профункционира. Толку. Friday 8 p.m. New podcast. Она што е интересно и што посебно привлекува внимание во рамки на цела Европска Унија е тоа што Малта за прв пат, еве како почеток на годината, можеме да го кажеме и тоа интересно, за прв пат е на број 1 земјите во рамки на Европска Унија кои што имаат најмногу вработувања во изминатата година. Порано тоа место го држеше Белгија и Ирска, сега е Малта пред нив. А дури зад Малта се Белгија и Ирска. Значи, најголем број вработување во изминатата година, официјално, според Заводот за статистика и Завод за вработување, е Малта во Европска Унија. А последни, со најмал број, најмал коефициент на вработување се Хрватска и Бугарија. Логично, нели? Оно што привлече внимание во изминатиот период е дека владата објави дека ќе почне да бара картички за работна способност на сите што се во туризма. Значи, задолжително за сите нови вработувања, а за и оние кои што се веќе вработени, ќе биде познавање на одредено ниво англиски јазик за почеток, подоцна ќе се бара познавање и на малтешки јазик за почеток, нормално тоа е прво англискиот, па после ќе се бара и во одреден временски интервал да се положи тој испит за малтешки јазик и обавезно познавање на основите на туризмот и хотелиерството. Се тоа се прави за да се крене стандардот во туризмот и хотелиерството, каде што практично и најпрепознатливе Малта живее од тоа и има најмногу вработени. Ова требаше да стартува од 1 јануари, одложено. Јас еднаш веќе ви зборев дека тоа е повеќе политичка предизборна кампања, каде што сака да привлечат и од оние кои што не ги сакаат туристите и новодојденците на островот, а владеачката партија, лабористичката, која што сака да се доближи и до другите гласачи кои не се од нивната партија, ја промовираше оваа кампања, оваа активност. Сега ја одложија за првите 3-4 месеци, значи нема да се бара тоа. Ќе биде одложено тоа и понатаму. Сигурен сум во тоа, бидејќи тоа е убав чекор, но не можеш туку така како со нож пресечено да го вметнеш и да ставиш некои 150.000 вработени кои што се странци, да ги ставиш во таква машинерија кај што преку ноќ ќе им ги бараш тие услови. Значи, лека по лека тоа ќе се практикува понатаму, но не веднаш онака како што беше најавено. Сега му дека го гледате теренчево. Бочи клуб. Знаете што е бочи? Македонците сигурно кои што биле во Далмација се сеќаваат на бочање, се вика во Далмација со куглите. Празно е сега, а тоа е еден интересен спорт кој што ако поминувате вака низ овој дел на островот, на северниот дел, има и добра публика и добри надпревари.
одам понатаму да видиме што има ново во почетокот на годината на овој дел каде што сега е малце затише со туристи и се подготвува за летната сезона. On Macedonian language. И тука некаде би требало да ја завршиме денешната епизода со нормално желба да желба да ја доржам реченицата, да си поминете убаво и во следните празници, Божик, Ортодокс, Стара Нова година или Стара година или како сакате, ако си славите по оној другиот календар, се гледаме со новите работи што се во текот на 2024 нови буквално, до тоа последната епизода. Ова јас сега сум шокиран, само сака да ја завршам епизодот уште малку. Мама Шуга, ново, Саше, Мама Шуга, отвара во Буџиба. Јас ова прв пат го гледам, знаеш ли ти за ова? Да, па што не кажеш вакви работи, дој да видиме. Гледам дека се работи, само да видиме ова и кога преминуваме. О, јас слушав дека Ален има намера да отвара некаде тука, но немав појма дека е на оваа локација. Прекрасна локација, браво. Значи ова, чекај да му се јавиме на Ален, да видам. Еј, ова е интересно. Ало? Ало? Ален? Добро утро, среќна нова година, секој добро и тебе. Абе, каде ти е дуќанот? Па сега седам пред него. Немав појма дека ќе е тука. Гледам се работи. А кога ќе се отвара? После крстот. Значи, Аха, одлично. Супер. Ајде да не те задржувам, ќе се слушнеме, ќе се видиме. Како? Еј, добро, ова ќе го кажам. Поздрав, секој е добро. Значи го откривме случајно и дуќанот нов на Мама Шуга, најдобрите сладки на островот, дефинитивно за мене најдобриот тост. Ме врати во детството, оној скопски голем тост, специфичното лепче кој што никаде го нема на друго место во Малта сем кај него. Го отвара дуќанот тука во Буџиба, браво. После Водици, значи на 20 јануари отварање и веќе од понеделник натаму, како му доаѓа 21, стандардно функционира. Знаете што ми кажа? Ми кажа, меѓу другото, вика, да знаеш ако има некој што сака да работи овде, слободно да се јави, ги знаете страниците на Мама Шуга, да се јави, да го искомуницира, ако се расположени за работа во најсладкиот и најубавиот шоп за палачинки, а според ова што мини панкейкс. Одлично, истото мени малце појачано. Најубавите мини палачинки со најмногу шлак и внатре, посебно оние пистачио, ги обожавам. Што може да ги сретнете некаде, тоа се во Малта и тоа се токму овде. Овде кога ќе одијам емисијата, иако планирав онде да ја објавам, ама случајно и среќа што го најавме, значи следно јавување некаде ќе биде овде кога ќе пробаме она што се случуваше во МС-да, уште го памтам, вкусот не можам да ви го пренесам, ќе го осетите, но значи се слушаме после во новата емисија, после Стара Нова година практично му доаѓа, со сите оние нови барања што владата рече дека ќе ги понуди за новите вработувања за сите оние кои што наскоро во 2024 ќе доаѓаат на островот. Има интересни работи. Бидете со нас и се гледаме, се слушаме. Ја одам да поразговарам со мајсторите, да ме интересира уште некој детал, па може ќе ви го пренесам следната епизода. Одлично. Igor Filevski Show.